Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди, бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. तौफीक दे खुदा मुझे लिखूं मैं उसकी नात तौफीक दे खुदा मुझे लिखूं मैं उसकी नात आमद से जिसकी खत्म हुई एक तवील रात है इस जहां की धूप में छाओ उसी की जात. Според тоа, кога се соочува со своите противници или обични трагачи, на имамот на своето доба не му е потребна објава, туку неговата интелектуална способност, бидејќи постојат различни видови на луѓе кои го критикуваат шеријатот, користејќи ја медицината, астрономијата, физиката, географијата и веродостојните исламски литератури, како и расудувањата на дословните знаења. Имамот на своето доба е наречен бранител на светлината на исламот. Семокниот Бог го прогласува за градинар на оваа градина. Тој има обврска да го пробие секој приговор и да ја замолчи секоја критика. И не само тоа, тој треба на светот јасно да му ја покаже убавината и извонредноста на исламот. Според тоа, таквата личност е вредна за големо почитување и представува вистински камен на мудроста, бидејќи преку неговата личност исламот е представен како жива религија. Тој е гордост на исламот и Божиот решителен доказ за овие луѓе. Никому не му е дозволено да се оддели од него, бидејќи тој, со Божја волја и задоволство, е бранител на чистиот ислам, добронамерник за сите муслимани и ги опфаќа сите доблести на верата како целина. Во секоја борба помеѓу исламот и неверувањето, тој е единствениот кој помага вистински. Неговиот возвишен здив го убива неверувањето. Тој е целината, а останатите се негови делови. दावा करूं हुजूर दिल तो गुनाह के बोझ उठाए हुए है. Четвртата моќ е исклучителна цврстина која му е неопходна на имамот на своето доба. Цврстината значи да не се покажува слабост под било какви околности, или да не губи надеж, или да не биде мрзелив во своите планови. Многу пати пратениците, Божите веровесници и мухадиси, кои биле имами на своето доба, се соочени со такви искушенија и проблеми и изгледа како семокниот Аллах Джелешануху, како да ги напуштил и има намера да ги уништи. Многу пати објавите и вдахновенијата биваат привремено исклучени и тие не примаат никаква објава за одредено време. Многу пати нивните претскажувања се како искушенија и луѓето воопшто не ја разбираат нивната вистина. Често познанието за остварување на нивната цел бидува одложена за некое време и многу пати изгледа како да се оставени, напуштени, проклети и одбиени. Секој кој ги навредува, мисли дека работи нешто кое е за пофалба.
Секој ги презира и ги гледа со гадење и дури не сака да одговори на нивните селами. Во таквите периоди, нивната цврстина е ставена на искушение, но тие во никој случај нема да станат малодушни при таквите искушенија и нема да останат мрзеливи во извршувањето на својата задача, се додека не дојде време за Божјата помош. की आंधियों में तेरा साएबा मिला भटके हुए थे Петтата моќ, која е неопходна за имамот на своето доба, е ослонувањето на Бог. Ова значи дека во време на искушенија и проблеми, кога се соочуваат со моќен непријател и тој бара знак, или кога му треба победа и кога е нужно некому да му помогне, тие во толкава мера се приклонуваат кон Аллах Джелешануху, што нивните молитви, кои се полни со вистина, искреност, љубов, верност и непоколеблива цврстина, предизвикуваат вознемиреност на небото и нивните предани и понизни дови прават на небото метеж полн со болка, која предизвикува вознемиреност и кај мелеките. Тогаш, онака како што облаците почнуваат да се појавуваат на небото после многу топла сезона, така топлината на нивното приклонување кон Бог или врелината на нивната длабока преданост кон Него, нештата почнуваат да се обликуваат на небесата. Судбините се менуваат и Божјата волја поприма други бои, додека не почне да дува ладен ветрец на Создателот. И онака како што Бог создава работи кои предизвикуваат треска, така создава и против средство, кое по Божја наредба го истерува. Слична е делотворноста на преданоста кон Бог, кое таквите луѓе ја имаат. И довербата со која имамот на своето доба се ослонува на Бог, тоест неговата посветеност кон Бог, е подлабоко умна и поделотворна од онаа кај сите евлии. Например, Муса алейхиселам бил имам на своето доба, а Балаам бил вали на своето доба. Тој примил Божји објави и неговите дови биле прифаќани. Меѓутоа, кога Балаам му се спротиставил на Муса алейхиселам, овој спор го уништил Балаам. Онака како што острата сабија во моментот ја одсекува главата од телото. Несреќниот Балаам не бил предупреден со следната филозофија. Ако се моќниот Бог некому му се обраќа и го прогласи за свој миленик и избраник, а истиот тој му се спротистави на оној кој длабоко влегол во водите на Божјата милост, сигурно ќе биде уништен. Не може да го спаси ниту една објава, ниту фактот дека неговите дови биле прифаќани. जिसके खुदा ने अर्श पे लहरा दिए अलम बादज खुदा बैश्के मुहम्मद मुहम्मरम बादज खुदा बैश्के मुहम्मद मुहम्मरम. Тоа бил еден Балаам, но илјадници такви Балаами пропаднале во времето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, бидејќи повеќето еврејски свештеници после изумирањето на христијанството станале како Балаам. Шестиот услов за имам е оној дека тој продолжува да прима визии и објави. Имамот на своето доба често преку објавите од Бог прима знаења, вистини и реалности. Објавите кои ги примаат другите луѓе воопшто не можат да се споредат со овие објави, бидејќи и бројно и квалитативно се далеку над објавите на другите луѓе. Преку нив, главна врата, знаењата се ширум отворени, куранските вистини се откриени и сите проблеми и тешкотии кои се однесуваат на верата биваат решени. Понатаму, тие покажуваат претскажувања од највисок степен, кои имаат влијание на противниците. Накратко,
Визиите и објавите на имамот на своето доба не се ограничени на нив, туку се од врвна корист и се делотворни во помагањето на верата и јакнењето на верувањето. На нив Семокниот Бог многу јасно и разбирливо им говори и одговара на сите нивни дови. Често доаѓа до диалог во кој одговорите следуваат набргу после прашањата. Сето ова се случува во форма на чиста, пријатна и експресивна објава, што примателот верува дека го гледа самиот Бог. Оваа објава која имамот на своето доба ја прима, не е како случајот со личноста која недопуштено фрла камен и бега, за некој да не дознае кој бил тој и каде отишол. Спротивно на тоа, на нив Семокниот Бог сосема им се приближува, благо откривајќи им го своето чисто и сјајно лице, кое потполно е покриено со светлина. Ова искуство не е за другите, кои понекогаш чувствуваат како некој да се подбива со нив. Објавувањата на предскажувањата на имамот на своето доба се еднакви во значењето на откривањето на нешто невидливо. Со други зборови, тие потполно ја држат контролата над невидливото, онака како што јавачот го држи коњот под полна контрола. Причината зошто на нивната објава им е подарена оваа сила и откритие е дека овие чисти објави кои ним им се подарени не можат да се заменат со шејтанските вдахновенија и дека можат да служат како непобитни аргументи. Нека биде јасно дека шејтанските вдахновенија се вистинити и обичните трагачи ги прифаќаат. Слично на тоа, постои само сугестија која е позната како збркани соништа. Оној кој тоа го негира честниот Куран. Кој сведочи за нивното постоење, Семокниот Бог кажува дека се додека човечкото его не е потполно исчистено и измиено од него постои можност да ги искуши шејтанските вдахновенија и е опишано како тие се симнуваат на секој лажливец и грешник, но богобојазливите веднаш биваат известени за било какво шејтанско наговарање. За жал, христијанските свештеници, коментирајќи го случајот во кој Иса, алейхиселам, бил искушуван од шејтанот, се осудија да кажат дека тоа всушност не се случило и за она што светот можел да го види и за што посведочиле и евреите дека тоа всушност било шејтанско вдахновение, кое тој го примил, но го одбил 3 пати. Човек може да се најажи кога чуе за таква интерпретација на Новиот Завет. Месијата, алейхиселам, и шејтанското вдахновение, на вистина, дури и ако не веруваме дека овој разговор бил шејтанско вдахновение, а замислите дека шејтанот на вистина примал телесна форма и го сретнал Иса, алейхиселам, ќе се појави следниот приговор. Ако било вистина дека шејтанот, старата змија, на вистина себе си се открил во телесна форма и заземал став кој е близок светата синагога на евреите, околу која живееле 100 луѓе, сигурно во тој момент би се собрале повеќе илјади луѓе за да го видат. Всушност, Иса, алейхиселам, лично морал да ги повика евреите и да им го покаже шејтанот, бидејќи неколку од нивните секти го одрекувале самото негово постоење. И оваа ситуација сама по себе би се сметала како знак на Месијата, алейхиселам, и многумина од нив биле упатени. Дури и високи службеници на Римската империја би поверувале во Иса, алейхиселам, кога би го запазиле шејтанот и го виделе дека лета, но ништо слично не се случило. И ова придонесува во верувањето дека сето ова било еден вид на духовен разговор, кој со други зборови може да се нарече шејтанско вдахновение. Меѓутоа, ова ме подсетува на тоа дека во еврејската литература многу нечесни личности се нарекувале шејтан. Во склад на оваа ситуација, Месијата, алейхиселам, на еден од своите ученици му го дал името шејтан, кој бил почитуван ученик, на кого само неколку редови порано, во редослед на наводи од Библијата, му биле дадени клучевите од небесата. На тој начин исто така е можно дека некој еврејски шејтан му пришол на Иса, алейхиселам, да го гради
и да го исмејува. बाद अज़ खुदा बइश्के मुहम्मद मुहम्मरम. Денес го завршивме третиот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.